Стари неисправни автобуси кои постојано доцнат. Ваква е состојбата со јавниот градски превоз во Скопје. На постојките граѓаните чекаат на 40 степени по половина час. Не можат навреме да стигнат на работа, на лекари да си ги завршат своите обврски. Дополнително, како што велат скопјани, внатре во автобусите има неподнослива гужва и е пеколно топло, зашто климите не работат. Доцнато и многу автобуси. Доцнат. Стојбата внатре каква е? Стојбата никаква, нема ни ладење, ни ништо. Катастрофа каква е, како да кажа. Презимаат само за од джепче да стават, друго не ги интересира ништо. Катастрофа. Па 15-20 минути. Па не сум редовен потрошуваш на автобуси, ама не знам, веројатно. Каква е состојбата внатре во автобусите? Клими има ли пуштено? Не. Отворени прозори. Ако се пуштат исправни, добро е за нас патниците, ако не, тоа е тоа. Треба само малце да има повеќе ладење. Па работат, некаде не. Од градот Скопје вината за хаосот со градскиот сообраќај не ја лоцираат кај себе, туку во Советот. Повторно ги обвинија советниците од ВМРО ДПМН дека го кочеле процесот на набавка на нови еколошки автобуси. За седницата на Совет на 16 јули 2024 година, по 21 пат е доставена предлог одлука за нови еколошки автобуси до советниците од ВМРО ДПМН, кои повеќе од 2 години не гласаат за нови автобуси, иако имаат мнозинство во Советот на град Скопје. До сега, според програмата, требаше да се набавуваат секоја година по 50 автобуси за да се постигне квалитетот на превоз и услуги кои граѓаните ги заслужуваат и да се испорачаат до крајот на мандатот 250 автобуси. На ова жестоко реагираше председателот на Советот Трајко Славески, според кого градоначалничката Арсовска ги звртува работите и испушта да каже важни детали за да се разјасни што точно се случувало во Советот. Пропуштаат да ја известат јавноста дека при утврдување на дневниот ред за седницата предлог одлуката беше предложена како дополнителна точка од дневниот ред. Во ваков случај, за да се прифати некој предлог за изменување и дополнување на дневниот ред, е потребно позитивно да се изјаснат мнозинство од присутните советници во салата. При гласањето овој предлог доби поддршка од само 7 членови на Совет на град Скопје. Некаде во втората половина од минатата година Арсовска изјави дека во буџетот на град Скопје за 2024 година ќе предложи одредена ставка за набавка на нови автобуси за ЈСП Скопје. Таков предлог изостана. Убеден сум дека членовите на Совет ќе дадеа поддршка за набавка на автобуси со средства од буџетот. Дали ЈСП ќе направи нешто за автобусите да бидат редовни и климите среде лето да проработат? Одговор од предпријатието не добивме. По инцидентот кај Мавровка, синдикатот во јавност алармираше дека се возат неисправни автобуси. Инаку, уште пред да се случи несреќата, вработени во ЈСП им посочиле на надлежните за проблемите со кои се соочуваат, но ништо не е превземено.